Смртта на родилката Маја Кадиева, која пред 2 години почина за време на изведување царски рез, настанала насилно како резултат на задушување. Ова пред судот го изјави едно од трите вешти лица што ги извршија обдукцијата и вештачењето. Кај родилката имало повреди на јазикот и хранопроводникот, до прекин на довод на кислород, а таложење на јаглероден диоксид, дошло во процесот на анестезија. Од истата причина починало и новороденчето. Прекинот на кислород во утробата на мајката е причина за неговата смрт, иако тоа било живородено, зрело и доносено, но починало по 10 минути откако било извадено. Вештиот наод за дел од одбраната е неприфатлив. Адвокатот на обвинетиот анестезиолог најави дека ќе бара да се направи ново вештачење. Сметам дека постојат многу околности кои што не се земени во предвид од вештите лица кои што го изготвиле наодот. Пред се ако се гледа тој цел наод може да се утврди дека вештите лица исто го донеле на база на рекла казала, односно вербални искази изведени во фаза на истрагата, а не на материјалните докази. Односно не се земени сите околности на база на материјалните докази кои што би можеле да допринесат објективно за да настане овој несреќен настан. Браната се обидува да го одолговлечи процесот. И денеска рече дека тешко го преживува секое рочиште и повтори дека очекува најстроги казни за обвинетите. Во недостаток на таков наод и мислење од технички советници, судот и сосема правилно му укажа на одбраната дека такви приговори не се возможни, така да немаше никаква причина за сомневање во вештиот наод и мислење, бидејќи никаков друг стручен наод и мислење не беше спротивставен на вештиот наод даден од вештаците. Мислам дека овој денешен ден ми е најтежок од досегашните рочишта, пошто тука веќе има конкретни објаснувано што и како се случувало и што правеле точно таа вечер. И стварно не би рекол дека тие се доктор, тие се не луѓе, тие се монструми за мене. Не заслужуваат повеќе да влезат у сала. Не знаат болница кај има. Затоа треба да бидат осудени, никогаш повеќе таа функција не обавуваат. Еден анестезиолог и двајца гинеколози се обвинети за смртта на Маја Кадиева и нејзиното бебе, а четвртиот лекар анестезиолог почина пред почетокот на судењето.